Со првите несовршени јазични модели на вештачката интелигенција, постоеше страв за невидливост на македонскиот јазик и помалку застапените јазици во дигиталниот простор. Но како што технологијата напредуваше, нов предизвик стана засенување на автентичноста на јазикот. Додека институциите работат на проекти за сочувување на македонскиот јазик преку посебни модели и стратегија за дигиталниот простор, човечкиот фактор и натаму мора да биде чувар на посебноста на мајчиниот јазик. Јас сум Христијан Станоевиќ, а вие слушате новата епизода на Балканкаст, подкастот на ТРТ Балкан. Наша гостинка е Андријана Павлова, помлад истражувач при Институтот за македонски јазик Крсте Петков Мисирков од Скопје. Ке разговараме како вештачката интелигенција влијае врз јазикот, особено во јавниот простор, но и како го менува или можеби и загрозува во секојдневната употреба преку слепите точки, грешките и пристрасностите кои се вградени во самите јазични модели на вештачката интелигенција. Еве нешто што имам забележано со употребата на оние алатки за вештачка интелигенција, чет-ботови, на многу портали, да речеме не толку професионални, меѓутоа и кај професионални портали, цели текстови ископирани од ChatGPT или од друга апликација и доле оние заклучоци, да речеме, или предлози на ChatGPT, дали сакаш текстот да го направиме малце по-драматичен, по-сензационален. Друга работа што имам забележано, има некоја дуалност во предлозиве на вештачкава интелигенција, односно форми или, односно спектакуларно, ама од друга страна и дава и некоја неутралност. Исто многу пасивни форми да се природни за македонската синтакса. Вака, вие како научен институт, дали ги гледате овие промени, како тие влијаат врз македонскиот јазик, особено во употребата на македонскиот јазик во јавниот говор? Па вака, вештачката интелигенција веќе станува дел од нашето секојдневие и тоа е алатка што речиси сите ја користиме. Генерално, самиот поим вештачка интелигенција е многу поширок, но во случајов мислиме или конкретно на јазичните модели, кои што навистина покажуваат импресивни резултати во поглед на генерирањето содржини и во поглед на преведувањето. И можат да најдат корисна примена за развојот и за зачувувањето на јазикот. Меѓутоа, сепак, човечкиот фактор не треба да се изостави и не треба да дозволат медиумите само да објавуваат содржини кои што ќе бидат директно генерирани од чет-ботови, односно од модели на вештачка интелигенција, од причина што тие текстови мора првично да бидат и проверени поради фактите, затоа што тие модели се склони кон халуцинации, знаат да испуштат одредени информации, можат да додадат информации кои што се невистините, а од друга причина и во поглед на јазикот. Во поглед на македонскиот јазик, честопати се случуваат грешки, иако овие понови пософистицирани модели го надминуваат и тој проблем, меѓутоа сепак се забележуваат грешки на секое рамниште. Од лексичко рамниште, каде што се употребуваат спорови, кои што не се соодветни за дадениот контекст или се употребуваат туги спорови од англискиот, од српскиот, од бугарскиот, рускиот, особено тоа беше забележливо кај почетниот модел. Потоа зборови кои што се целосен производ на халуцинации, имаме промени на ниво на синтакса. Англискиот јазик генерално може да се смета како прв јазик на овие јазични модели, со оглед на тоа што најголемите податоци на кои што се обучувани овие модели се на англиски јазик. Со помош на тие механизми за преносно учење, јазиците се усовршуваат и за други јазици кои што се со ограничени ресурси, како што е македонскиот јазик. Меѓутоа, она што е важно за медиумите е дека тие мора да имаат новинари кои што се стручни, кои што размислуваат критички, кои што ќе го проверуваат тој текст, а не само да внимаваат, односно да бидат насочени кон објавување поголема продуктивност и објавување секако вид содржини кои што нити се проверени, нити се соодветни во кој да е поглед и во поглед на јазикот и во поглед на информациите што ги пренесуваат. Кога веќе еден производ ќе
ќе биде објавен, потоа они истата грешка на некој начин ја повторуваат, односно не ја гледаат како грешка, ако е веќе прифатена како точно и се создава тој еден луп на повторување на самиот модел. Се учи самиот себе си врз база на грешки. Како тоа да се надмени? Вака, сега постојат разни техники со кои што може тоа да се надмине. Тие се техники за силено учење со пребарување, кое што врз основа на точни бази на податоци, конкретно бази од интернет или ово, може да се проверат податоците, но прашањето е колку ние можеме да им обезбедиме на моделите точни бази, затоа што на интернет може да се најдат најразлични содржини, автоматски преводи, кои што исто така имаат грешки во самите текстови. Идеално решение би било кога би се создавале специјализирани модели кои што се насочени за одредени области, за одредени намени. Овие големи јазични модели можат да бидат употребени во секоја област, но тоа носи па и други предизвици. Може значи да се јават разни видови халуцинации, но и пристрасности во податоците. И кај нас во Македонија веќе се работи на создавање на македонски модели, со тоа што неодамна, значи, ние бевме со ограничени дигитални содржини и начините на кои што се обучувани тие модели се преку автоматски генерирани преводи, така што и таму може да се забележат грешки. Меѓутоа, сепак има надеж, имајќи предвид колку брзо напредуваат и автоматските преведувачи и овие модели можат да ги доловат и тие културолошки специфики, да разберат, значи, врз основа на сите податоци што ги имаме на интернет, да го доловат и локалниот контекст и дури фразеолошките изрази, дури оние говорни чинови, начинот на прагматичкиот аспект на јазикот, како ние, например, изразуваме негодување или како сакаме да постигнеме одредена комуникацијска намера. Меѓутоа, тие јазични модели на еден начин се како црна кутија. Не можеме да предвидиме каков излез ќе добиеме, односно каков одговор ќе добиеме. Можеме да го дотеруваме тој резултат со подпрашање, со насочување, со давање примери. И сега во зависност од потребите, зашто и како би се употребувале тие системи. Така, од една страна, кога се појавил некој ChatGPT модел, имаше некоја загриженост дека македонскиот јазик дигитално ќе биде засенет, дека нема да биде доволно застапен во тој еден дигитален простор каде што нормално има влијание и имаат влијание и соседите и така натаму и поголеми политики. Меѓутоа еве гледаме дека веќе моделите го стигнаа тоа ниво на познавање, условно кажем, македонскиот јазик, односно продуцираат соодветна содржина. Меѓутоа, од друга страна, пак тоа што го рековте, културолошкиот аспект, особеностите на македонскиот јазик се во еден вид на опасност од исчезнување. Можеби самата форма на јазикот како јазик ќе биде присутна, но оние особености на македонскиот јазик можеби се доведени во ризик. Но од друга страна, јазикот постојано се менува, еволуира. Затоа и тоа е можеби некој одговор кон тие, речем, конзервативни ставови дека јазикот мора да биде задржан во нека форма. Што мислите вие? Во принцип, јазикот секогаш треба да имаме тенденција да го зачувуваме колку што можеме повеќе, меѓутоа неизбежно е контактот со другите јазици од секогаш се рефлектирал врз нашиот јазик. Па така уште од времето на турско се останати тие турцизмите. Професор Фридман баш велеше во поглед на англизмите кои што навлегува во добата на интернетот, дека тие стануваат еден вид турцизми на денешната доба. Проблем со тоа менување кога ќе дојде, значи, на друг степен. Лексиката секако се создаваат нови работи, нови изуми кои што самата брзина, значи, на времето во кое живееме налага да се преземат директно, да се калкираат наместо да се најдат соодветни решенија. Некако сме изгубени во тој процес. Меѓутоа, од друга страна, имаме ситуација каде што англискиот јазик конкретно влија и на самата синтакса, значи, на јазикот. Се менува збороредот, влегуваат нови фразеолошки изрази. И прашањето е до кој степен треба да се дозволи тоа. Мислам дека многу поголем проблем
беше на добата на интернетот, кога младите беа изложени на содржини директно на англиски јазик, без преводи, без титли, и од тие причини значи се чувствува веќе влијанието на англискиот јазик кај младите, дури начинот на кој размислуваат, начинот на кој зборуваат, доминантно е значи тоа. Меѓутоа, со помош на овие модели може да се надмине тоа, затоа што самите овие автоматски преведувачи овозможуваат брз превод на содржините. Она што еден преведувач, например, би му требало цел ден за да го преведе, автоматскиот преведувач може да го направи за 2-3 секунди. Дали тој превод е совршен, не е совршен, меѓутоа од друга страна значи имаме и преводи направени од луѓе кои што не се исто така со добар квалитет. Ретки се навистина оние квалитетни и добри преведувачи кои што ги познаваат сите оние нијанси на јазикот и може да најдат соодветен начин, соодветни изразни средства со кои што ќе пренесат и намерата на текстот, која што меѓутоа брзината на времето налага еден поинаков пристап кон сето тоа. Како гледате на заложбите на институциите, вклучително на вашиот институт, потоа на факултетот за информатички технологии, Македонската академија за науките и уметностите. Значи, па и владата, имаме Министерство за дигитална трансформација. Спомнавте дека се изработуваат македонски јазични модели за вештачка интелигенција. Дел од тие мислам дека се користат и за примена во институциите, за да има поточна примена на македонскиот јазик, барем на институционално ниво. Како сметате дека овој институционален напор е доволен или треба уште повеќе да се работи, да се направи една стратегија, можеби како да се? Па верувам дека и натаму ќе се работи, има некои стратегии кои што се направени. Потребно е значи обединување на институционално ниво, значи каде што ќе може да се искористат сите ресурси што ги имаме ние како Институт за македонски јазик, Институтот за литература, МАНУ, секако факултетите, затоа што кога ќе имаме обединетост, многу подобри резултати може да се постигне. Сега самите овие алатки, колку што имаат предности, имаат и негативни страни, затоа што со помош со овие алатки до некаде се нарушува и авторството, приватноста и така натаму. Има доста прашања кои што треба, значи етички предизвици со кои што треба да се соочиме и на кои што треба да внимаваме. Генерално од факултетите и за електротехнички и информацијски науки од факултетот од Финки има значи интерес за соработка во поглед на ова, значи веќе има неколку иницијативи. Сега конкретно за проектот Везелка тие добија некој грант кој што начално планираат да го вклучат институтот да се работуваме за тоа, меѓутоа малку одат бавно чекорите, до кога би било и како ќе видиме понатаму. Технологијата е побрза, да. Оно што е голем проблем за македонскиот јазик е тоа што немаме свој национален корпус. За разлика од другите јазици, значи тоа е нешто на кое што треба навистина да се работи, да се посвети. Тоа би помогнало и во развојот на други јазични технологии. Може би на времето не се внимавало толку и не се размислувало како таа отвореност, глобализација ќе се одрази врз јазикот, врз начинот, врз културата, врз цивилизацијата. Меѓутоа, од друга страна, па имаме и придобивки од сето тоа, отвореноста кон светот. И неизбежно, мислам, цел свет функционира така што тоа не е само проблем на нашата држава. Меѓутоа, сега имаме алатки кои што можат да ни помогнат во зачувувањето, затоа што интересите на помладите се менуваат секојдневно и не може, значи, ние немаме услови самостојно да го следиме тој тек, но со помош на вакви алатки, мислам дека може да се постигне многу. И во поглед, да речеме, на креирање на видеоигри кои што би биле во интерес на младите, различни содржини во однос на образованието, литература и слично.
кога сето тоа би го имале на македонски и би читале на македонски јазик, би било многу подобро отколку читањето на англиски јазик. Меѓутоа пак човечкиот фактор мора да биде дел од оваа технологија. Не можеме да се препуштиме само на содржини кои што се автоматски генерирани или преведувани. Тоа беше се за оваа епизода на Балканкаст. До следното слушање, останете информирани.